Граѓански организации, меѓу кои Струмичката здрава котлина, високообразовни институции и експерти се противат на измените на Законот за минерални суровини, кои владата предлага да бидат усвоени на собраниска седница закажана за наредниот понеделник по скратена постапка, нетранспарентно, без јавна расправа и вклучување на јавноста. Тие реагираат дека предложените законски измени содржат големи пропусти во оглед на заштитата и одржливото користење на минералните суровини како најзначајни природни ресурси во државата. 33 невладини организации, Сдружение на граѓани и високообразовни институции од Граѓанската алијанса за застапување и лобирање разбистри се, денеска испратија и дописи до претседателот на собранието Талат Џафери, премиерот Зоран Заев, вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетики, министерот за економски прашања Крешнин Бектиши и министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини да го повлечат предлог законот и да го вратат во редовна процедура. Тие бараат експертската јавност и сите заинтересирани граѓани да бидат вклучени во процесот на усвојување на законот и да им се овозможи да дадат предлози за подобрување на законскиот текст преку јавно објаснување на законските измени на владиниот ИНЕР систем, 2 читања во собрание и одржување собраниска јавна расправа и расправа за консултација со јавноста. Во дописот се предупредува дека измените навлегуваат длабоко во процедурите на добивање, но и одземање на концесии за експлоатација на минерални суровини, се бришат постоечките обврски на барателите за дозвола со кои процедурата станува нетранспарентна и финансиски сомнителна и се овозможува и понатаму ефтина распродажба на националните природни богатства. Исто така, се проширува и обемот на неминерални суровини кои ќе бидат давани под концесија и се олеснуваат концесиите за ископување на песок и чакал, наместо да се ограничат поради досегашните злоупотреби со кои се уништени многу речни корита и плодни земјишта.